Николов Маријанчо, повелете. Благодарам, подпредседателе. Со измените на Законот за данок на имот, владата на Република Македонија предлага во иднина проценката на основицата за пресметување на данокот на имот да ја прави овластен проценувач, кој што ќе биде вработен во самата општина или ќе се користи услугата од друг овластен проценувач кој што ќе добие соодветен надомест за извршената проценка од страна на општината, и тоа е согласно измените на Законот за проценка, која што е во собраниска процедура и ќе продолжат и ќе почнат да важат од 1.1.2013, ако не се лажам околу датумите, но во секој случај најмногу се јавив за збор околу измените на Законот за даноците на имот да реагирам на една постојна пракса која што постои во сите општини во Република Македонија и која во принцип е многу штетна за граѓаните и за економијата, затоа што соодветно на методологијата која што е пропишана од Министерството за финансии и врз основа на која што се врши проценка на пазарната вредност на недвижниот имот, ние имаме ситуации да се врши проценка на имотот на нереални високи цени, кои што не соодветствуваат на реалната состојба на пазарот на недвижности во градовите. Така, например, се случува во градот од кај што јас доаѓам, да после извршената репроценка на вредноста на имотот на многу граѓани во мојата општина, да даночните решенија кои што почнаа да ги добиваат од 2008-2009 година навакај, да бидат значително повисоки од претходната вредност на данокот на имот кој што го плаќале. Ние се сеќаваме дека претходно сите граѓани сами ја пријавија вредноста на својот имот за да се утврди данокот кој што треба да го плаќаат, но од кога општините сами пристапија кон утврдување на вредноста на куќите, на становите и на другиот недвижен имот кој што подлегнува на плаќање на овој данок, бевме сведоци дека во одредени ситуации имаше за зголемување и за повеќе од 100-200% од првичниот данок што го плаќале граѓаните. И сега продолжува истата пракса, а тоа е да одреден граѓанин, ако му се случи да продаде имот, куќа или стан, и цената што ќе добие соодветно на пазарните услови во кои што го продава куќата или станот, може да се случи да го продаде, да земеме еден стан од 50 квадрати, во Велес просечната цена негде околу 500 евра, тој ќе добие 25.000 евра за продажба на тој стан, и кога ќе се отиде во општина да се направи пресметка за данокот на имот и на другите даноци на промет на недвижности, ќе се утврди дека соодветно на методологијата на Министерството за финансии, тој стан не вредел 25.000 евра, вредел 40.000 евра. И во таа ситуација граѓанинот се наоѓа оштетен, ќе плати значително повисоко данок отколку за оние пари кои што ќе ги земе. Имавме друга ситуација, господине заменик министер, во Велес се изврши продажба на 17 плаца во индустријска зона, соодветно на најавите на владата за 1 евро по метар квадрат. И имаше лицитација, дел од компаниите ги купија овие плацеви, и кога дојде време да ги платат давачките кон државата, проценката што се направи врз основа, повторно ќе кажам, на методологијата и на Министерството за финансии и на Министерството за транспорт и врски, испадна да платат данок на промет на недвижности многу голем. Сите овие
даноци кои што ги зимаат општините, тие се изворни приходи на општините, и данок на имот, и данок на промет на недвижности, и данок на наследство и подарок, но имаме проблем. И не знам зошто владата упорно инсистира на такви методологии. Еве, за Велес не одговара методологијата врз основа на која што се врши проценка на пазарната вредност на имотот. Затоа што не е така. Се проценува ако имотот да е продаден за 1000 евра, а реално зел човекот 500 евра по метар квадрат. И како ќе го решиме сега тој проблем? Граѓаните се оштетени. Еве и за данок на имот. Му испаја проценка дека куќата му ја процениле 3 милиони денари. Ако ја извади на пазар и сака да ја продаде, може ќе земе 1.000.000 денари. 15.000 евра место 50.000 евра. Како се? Мислам, стварно има, а плаќа данок над 50.000 евра вредност на имотот. Значи, оваа прилика ја користиме да ви упатиме на порака да методологијата што ја пропишува владата на предлог на Министерството за финансии ја коригирате. Да биде реална на база на она што е реалната состојба во општините. Не може да се водите вие од состојбата на пазарот на недвижности или вредноста на имотот во Скопје, затоа што е главен град и има промет, и има движење, може би имаат луѓето и поголем стандард од сите други градови, и тоа да важи и за другите градови. Има таму одредени ситуации каде што предвидувате прва, втора, трета зона. Но повторно методологијата остава можност да се прави нереална проценка на имотот. Да граѓаните плаќаат повеќе данок отколку што куќата реално или станот вреди. И сега исто ќе биде со проценувачите. Кога ќе испадне проценувачот на терен, градоначалникот ќе му рече: отиди процени ја на највисока вредност. Зошто? За да земе повише данок од граѓаните. Ама дали е реално? Објективноста на проценителот која е? Тој ќе рече: ја работам соодветно на методологија. Ама ако видите методологијата не е реална. И граѓанинот да се жали, што треба да прави? И тој да земе овластен проценувач, тој ќе ја процени на друга вредност и после станува спор. Во спорот ќе земат и вештак и ќе пат трошоци за граѓаните. И се создава еден затворен круг во кој што човек не може да докаже дека плаќа данок повеќе од колку што е реалната вредност на неговиот имот. И затоа тоа е данок кој што се плаќа со генерации и со години. 10, 20, 30 ако не го продадете имотот. Замислете да сте оштетен за 30% повеќе да ви е процената вредноста на имотот и на таа основица да плаќате данок. Замислите за 10 години колку е тоа пари. Граѓаните се оштетени. И затоа има реален проблем во оваа насока. Добро е вие да давате можност општините да зимаат повеќе пари, али тоа да биде врз база не на анализа, на реални проценки, на реална проценка на состојбата на пазарот во секоја општина одделно, а потоа да се сообрази за да може граѓаните да не бидат оштетени. Овака има реакции многу големи. Се жалат граѓаните, пред некоја година ми стасуваше данок на имот 600 денари, сега му стасало 2500-3000 денари. Затоа што, пак ја кажам, господин заменик министер, сите ние во интерес да функционираат институциите и општините, да не бидат оштетени. Меѓутоа, да не се прави тоа на штета па на граѓаните. Да им се зимаат нереално високи даноци заради лошата методологија за проценка пропишана од владата на предлогот на Министерството за финансии. И затоа апелираме до вас овој закон да послужи како основа за една ваква дебата и да направите корекција на таа методологија,
да не бидат граѓаните и во иднина жртва на нереална методологија врз база на која што се проценува нереална вредност на нивниот имот. Благодарам. Благодарам и јас. За реплика јавен пратеник господин Ѓорги Коџабаши.